Шар планина наскоро ќе биде прогласена за национален парк, ветија централните и градските власти, кои денеска на местноста Сидо пред меѓународни представници. Шара ја представија како европска еколошка вредност. Во завршна фаза изработката на физибилити студијата, па потоа постапката за прогласување, треба да влезе во владина и собранинска процедура. Промовираме потребата од прогласување на Шар планина во национален парк и како што слушнавме, веќе работите привршуваат, очекуваме веќе во наредните месеци тоа да се реализира и ми е драго што целата таа динамика коинцидира со и процесот на започнување на преговори. Со што даваме две пораки, дека и политички созреавме да станеме дел од Унијата, меѓутоа и во делот на практичните прашања на европското живење како што е животната средина, ние сме спремни веќе да почнеме да живееме европски. Ветување дека Шара наскоро ќе се прогласи за национален парк, речиси секоја година даваат властите. Последното беше на поранешниот министер за животна средина Садула Дураку. Тој уште во 2018 година рече дека на почетокот од наредната година планината ќе се прогласи за заштитено подрачје. Во меѓувреме, додека постапката тапка во место, Шара се уништува од дивоградби кои никнуваат на секој чекор. Првиот човек на општина Тетово, Теута Арифи, вели дека ќе бара решение дел од дивоградбите согласно законот за нивна легализација да се вметнат во новиот урбанистички план кој се подготвува, а останатите ќе се урнат. Нормално, тој е еден процес кој во реализација е поврзан со законот за легализација, имајќи го предвид фактот дека тој закон исто така овозможува на делот од градбите да бидат и легализирани. Еколошките друштва велат дека Шара со своите вредности ќе се уништува, се додека истата не се прогласи за заштитено подрачје. Значи прво ќе ги заштитиме природните добра. Тоа е едната работа. На локалните заедници ќе им овозможиме да ги искористуваат, ние ќе им овозможиме, државата се разбира ќе им овозможи да ги искористуваат природните ресурси за нив. Шара на страната на Косово е прогласена за национален парк пред 30 години. Ако се заштити на македонска страна овој планински предел, би представувал најголем заштитен појас во југоисточна Европа. На северната падина на Шара во Косово маглата се влечкаше по планинските падини. Грандиозноста на високите врвови можеше да се забележи кога ветрот и ситниот дождец ќе ја растераа маглата. И овде планинските предели изобилуваат со густи шуми и живописни песажи, а речните корита се со голем пат и формираат слапови и помали водопади. Но за разлика од Македонија, овде Шара е заштитено подрачје повеќе од 30 години. Националниот парк бил прогласен во 1986 година на површина од 39.000 хектари, но во 2012 година бил зголемен на 54.000 хектари и денес опфаќа 5 општини. Во заштитеното подрачје е и Горње село, населено главно со горани. Ваки тамети живее на крајот од селото, а зачуваното природно богатство се падините, селските ливади, планинската река веднаш до неговата куќа. Некои од куќите се празни поголем дел од годината, но оние кои останале масовно берат и продаваат малини. Од пред неколку години во селото работи и задруга за откуп и малините веќе се продаваат на европските пазари. Mi koga iznesemo na tržište ili na Prizren ili koga iznesemo na drugo mjesto, na Prevalac koji ide, oni sami dođat i zemet, oni zne gde mi živimo. Na koja je nadmorska visina, koliko je zdravo i koliko je čisto. I oni zne da nacionalni park, on kako ga ima, priroda malo više je bolja, čistija. Ona je bila čistija, a ranije mi brlog koji smo imali, mi brlog smo ga bacali tamo da ajde neka ide, ali sad ne može u reka, ne može da se baca, da bi nje, kao i sami što vidite, reka da je čista. За националниот парк се грижи посебна дирекција која се наоѓа во Призрен. Нејзина задача е да го регулира рационалното користење на природните добра. Ловот во ова подрачје е забранет, а дозволена е сеча на дрвја само за потребите на локалното население. Со прогласување на Шар планина за национален парк и од страната на Македонија, ќе се овозможи заштита на биодиверзитетот во целост. Ne si drejtoria e Parkut Kombëtar Shari, në çdo takim që kemi pas, qoftë takimet e brendshme, qoftë takimet e jashtë shtetit Republikës së Kosovës, gjithmonë kemi bërë presion dhe trysni që edhe pjesa e Maqedonisë të shpallet Park Kombëtar,
për shkak se do të krijohet një trekëndsh në mes Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë dhe do të krijohet një menaxhim më i suksesshëm, do të nxirren edhe fonde nga Bashkimi Evropian dhe do të bëhet një menaxhim më i suksesshëm. Светскиот ден на чистењето 21 септември во Гостивар беше одбележан со еколошка акција која што ја организираше општината. Во активноста се вклучија граѓани, представници на невладини организации, вработени во администрацијата и јавните предпријатија, а заедно со нив чистеше и градоначалникот Арбен Таравари. Акцијата за чистење на отпадоци започна од пред зградата на општина Гостивар, продолжи во централното градско подрачје, малиот парк, плоштадот, а беше најавено дека ќе се работи и низ селата и на неколку локации со диви депонии. Целта ни е, иако градот треба да го чисти комуналното предпријатие, не секогаш состојбата во градот е како што треба во хигиената и затоа сакаме да им пренесеме порака и на нашите граѓани дека сите заедно треба да го сочуваме чист нашиот град. Ние продолжуваме, нема да биде чистењето само во градот и во неколку населби, туку и во повеќе села околу Гостивар, кои што се во склоп на територијата на општина Гостивар. Така да, ни прва, ни последна и се надевам да остане како традиција повремено, да ги подсетиме луѓето дека ние сме најголемите загадувачи, ние треба да чистиме затоа и да не правиме многу отпадок и да не фрламе се и се што секаде во градот. Целиот свет денеска се здружува со заеднички сили да го изчистиме светот заедно. Јас најпрво би дала порака дека секој прво треба да го земе своето дете, јас моето го зедов, за да дадам порака дека треба прво од децата да тргнеме, да ги воспитаме дека не треба да се фрла на секаде. А освен тоа би сакала да порачам да не бидеме први во фрлање, туку да бидеме први во чистење. Значи, секој треба да се потруди ако сакаме да ни биде градот чист. Додека денеска низ Гостивар се чистеше, за утре е најавен ден без автомобили. Во периодот од 11 до 14 часот централните градски улици ќе бидат затворени за сообраќај со моторни возила. Предвидени се и 2 дефилеа со велосипеди за жени и за мажи. Од општината велат дека целта на оваа активност е да се поттикнат граѓаните да користат алтернативни средства за превоз и да не возат автомобили кога не им е неопходно. На денешен датум 1944 година во црквата Свети Никола биле стрелани Младен Симовски Требош и Андреја Христовски Шварц, борци од третиот тетовски партизански одред. На стрелањето му предходел трагичниот настан во селото Беличица, Гостиварско, каде што животите ги изгубиле голем број народни херои од западниот дел на земјава. Од злосторнишката рака згасна и животите на 17 селани жители на Беличица, жени, деца и старци. Нивната смрт вечно ќе подсетува на црнилата на фашизмот и на окупацијата, но и на слободолюбивоста и гордоста на Беличица. Почитувани, заробените борци Младен Симовски, Андреја Ристовски и Сретен Тофиловски беа донесени на ова место, на овој ден и беа изведени да бидат стрелани. Сретен Тофиловски, кој имаше 9 прострелни рани задобиени во село Беличица, беше ослободен од тогашниот командат на балистите Джемо Хаса со зборовите: "Овој ѓавор куршум не го тепа, да се однесе на лечење, па да се докрајчи после." Почитувани, да се подсетиме на кратко на животот на Младен Симовски и Андреја Ристовски. Андреја Ристовски Шварц е роден 1919 година во Тетово. Беше студент, како напреден младенец и антифашист во Скопје, повеќе пати му било доверувано растурање на летоци, што мощно успешно го извршуваше. Има извршувани и други илегални задачи и обврски што му се доверувани. Младен Симовски Требош е роден 1923 година во Тетово. Уште на млади години станува самрџиски работник.
како и многумина други млади работници, и тој, уште од првите денови на германско-италијанската окупација на нашата земја, му пристапува на народно-ослободителното движење. Во 1941 година Младен е примен во членството на СКОј, а за член на КПЈ е примен во 1943 година. Таа година од Тетово преминува во Скопје, каде што се вработува во печатница и каде што ноќе, по завршувањето на работното време, работи на печатење на илегални материјали за потребите на НОБ. Бугарската окупаторска полиција го открива, но тој навремено успева да го избегне апсењето и потоа илегално повторно се враќа во Тетово. На овој ден Андреа и Младен беа изведени пред присилно собраното македонско-тетовско население во дворот на црквата Свети Никола. Пред пушките на злосторниците Младен ја подигнува тупаницата и громогласно извикува: смрт на фашизмот, слобода на народот. Пошто се слушна и стрелите на джелатите, пушките, изгасна животите на младите борци Младен и Андреа. Почитувани, покрај Младен и Пано Симовски, браќа родени, кој загина во Беличица, од членовите на нивното семејство Симовски, животите ги загубија уште и Ѓоце Симовски, прв братучет, како борец на партизанските единици на НОБ при ослободувањето на Прилеп, и Симо, исто прв братучет на Пано и на Младен, Симо Симовски, кој како борец на НОБ загина во завршните операции за ослободување на Југославија на Сремски фронт. На народните херои денес им оддадоа почит неколку делегации, како и членови на нивните семејства. Територијалната противпожарна единица Тетово како донација доби 2 модерни возила за гасење на пожар. Днеска навистина како ден би го одвоила за посебен, за бригадата, противпожарната бригада, имајќи го предвид фактот дека како резултат на една многу добра соработка меѓу нашите општини, денеска противпожарната бригада фактички добива како донација уште 2 камиона со кои капацитетите нивни апсолутно се зголемуваат со целата опрема. Сакам да ја користам приликата да се заблагодарам на председателот, на градоначалникот на општина Теарце за неговиот ангажман, имајќи го предвид фактот дека прва иницијатива беше нивна, додека после тоа тие ја пренесоа донацијата кај општина Тетово, впрочем кај бригадата противпожарна, пошто тие ги реализираат работите. Како што би сакала да се заблагодарам на господинот, на докторот Миџаит Латифи, наш сограѓанин кој долго време живее во Данска, и на колегите, значи од ФАЛК, противпожарните единици таму, кои ги донесоа овие машини до тука. Сакам исто така да им оддадам едно големо признание на сите пожарникари, начело со командантот Укалити, имајќи го предвид фактот дека само во текот на летото оваа наша противпожарна бригада имаше интервенции на многу територии кои не се официјален дел на наше покривање, но поради нивната спремност, брзина, па сега веќе и техничката можност што ја имаме, апсолутно и понатаму ќе стоиме на располагање на сите граѓани, како што и очекувам да уште поголема поддршка да добиеме не само од пријателите, туку и од споделувањето или покоректното поделување на буџетот кога се однесува за противпожарните единици. Овие возила ќе бидат и за другите општини. Значи овие возила се возила на кои поминуваат на противпожарна единица Тетово, која ги покрива Тетово, Теарце, Јегуновце, Брвеница, Боговиње и Желино. Значи, но кога има ситуации за интервенции надвор од овие општини, тогаш нормално ние даваме
писмена согласност за да тие можат да интервенират, како што беше случајот со автобусот и како што беше случајот со депонијата Русиново Гостивар. Но дали се очекува да се формира доброволно друштво противпожарно во ТРЦ, за да можете полесно да интервенирате, а не од Тетово да... И работиме во тој контекст, во континуитет и се надевам многу борго ќе има и промена законот и руралните општини да имат формирано одделение против пожарни возила за действување поблиску, поборго во интерес на граѓаните. И ние сме во тек за овој случај. И не е случај овој свечен настан денеска, можем да речеме слободно, историски настан, благодарение на сите, на нашите пријатели од Данска, особено докторот, благодарение и на општина Тетово со градоначалничката, заеднички решивме еден голем проблем, бидејќи благодарение на одлична соработка и сме денес заедно овде. Модерна опрема што ја поседуваат надвор што се употребува низ државите во Европската унија, значи еве среќа голема што ете баш ние таа опрема ја имаме денеска овдека у Тетово за да ги обслужиме значи граѓаните од општина Тетово, но и 5 други рурални општини. Значи добиено е едно навално возило кое е многу вредна и едно пратече возило цистерна, би рекол како логистика што ќе се употреби за потребите на првото навално возило. Сега ова гледаме дека се користи пена. До сега вие немавте вакво возило или имавте? Не, сме имале, но ова е, реков, на почетокот по-софистицирана, значи опрема, значи по-модерна е, многу ефикасна за нашата работа и да го користиме и е многу полесна. Битно е, сакам да кажем дека нашите граѓани од Тетово и 5 рурални општини како што се Теарце, Јегуновце, Боговиње, Желино и Брвеница ќе бидат многу по безбедни и сигурни од страна на пожари и други природни непогоди. Времето денес во Македонија беше претежно сончево со слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите се движеа од 2 до 16 степени Целзиусови. За утре метеоролозите прогнозираат претежно сончево време со слаб до умерен јужен ветер. Температурите ќе се движат од 5 до 18 степени Целзиусови. Толку.